Благодарам. Почитуван заменик председателя на владата на Северна Македонија Николовски, почитуван министар Маричич, почитуван заменик министар за внатрешни работи, државен секретар, Ваша екселенцијо, амбасадорке Галовеј, почитувани колеги министри за внатрешни работи и сигурност и министри за правда, почитувани високи представници на Канцеларијата за дрога и криминално обединените нации, почитувани шефови на делегации, почитувани дами и господа, представници на медиумите. Ми представува чест и задоволство да се обратам пред сите вас во својство на домаќин на овој настан, но и да се заблагодарам на владата на Обединетото кралство и владата на Сојузна Република Германија и пред се на Канцеларијата за дрога и криминално обединените нации за поддршката и одличната координација во организирањето на овој состанок и за посветеноста воопшто на Берлинскиот процес на групата за преземени обврски од областа на безбедност. Дозволете ми воедно да искажам и нескриено задоволство што по подолго време имаме можност и лично да се сретнеме и заеднички да работиме на справување со заедничките предизвици со кои се соочува целиот наш регион. Причина за нашиот денешен собир е Берлинскиот процес, односно неговата управна група за преземени обврски од областа на безбедност. Како платформа за соработка воспоставена во далечната 2014 година, Берлинскиот процес беше иницииран заради взаемна соработка во борба против заедничките предизвици со партнери кои се подготвени да дадат поддршка, независно кога и зашто таа е потребна. 7 години подоцна, регионот на Западен Балкан е на чекор поблиску до европската интеграција, остварувајќи реален прогрес во реформскиот процес, решавајќи дури некои долгогодишни билатерални отворени прашања, како што е случајот на Република Северна Македонија. Темата за борба против корупцијата, како дел од Берлинскиот процес, започна во Трст 2017 година и ја формализиравме во Лондон во 2018 година, а ја потврдивме во Познањ 2019 година. На состанокот на управната група за преземени обврски од областа на безбедност во Софија на почетокот на 2020 година, непосредно пред избивањето на пандемијата, нашите експерти договорија изготвување на регионален патоказ за борба против корупцијата и нелегални финанси. Борбата против корупција и нелегалното финансирање опфаќа широк спектар на области на дејствување и повеќе засегнати страни на национално, регионално и меѓународно ниво. Координирањето на ангажманот во сите овие области и на сите овие засегнати страни би било обемно и нецелисходно, но еден насочен пристап со утврдени заеднички приоритети, при што нивната реализација ќе се одвива постепено, е нешто што би било и поефективно, и поефикасно, и реално изводливо. Токму овој пристап и го усвоивме со документот кој што денеска ќе го одобриме, испорачувајќи регионален патоказ кој се фокусира на подобрување на имплементирањето на постојните мерки за борба против корупција и нелегалното финансирање, преточени во неколку приоритетни области, мапирајќи и разбирајќи ги идентификуваните недостатоци, што ќе ги адресираме преку насочена акција. Она што сметам дека е додадена вредност на овој процес е што основата на патоказот се постоечки меѓународни стандарди, препораките на оперативната група за финансиска акција, експертскиот комитет на Советот на Европа за оценка на мерките против перење пари и спречување на финансирање на тероризам, препораките на групата држави против корупција на Советот на Европа, Конвенцијата за борба против корупција на Обединените нации и секако условите кои треба да ги исполниме за пристапување кон Европската Унија. На овој начин влечеме знаење и искуства од регионалната и меѓународна експертиза која е пошироко достапна. Почитувани присутни, минатата година светот се соочи со преседан кој ги загрози основните постулати на кои почиваат нашите општества. Предизвиците со кои се соочија Министерството за внатрешни работи од регионот и од Европската Унија
во насока на сузбивање на транснационалниот организиран криминал беа дополнително оптоварени и со сузбивање и спречување на ширењето на пандемијата на COVID-19. Денес, година и половина по избивањето на пандемијата, научивме дека победата над невидливиот непријател е тешка, но и не невозможна, и дека истрајноста и решителноста се наши први сојузници во секоја борба, а меѓународната соработка е инструментот кој носи ветар во грб во секоја таква битка. Секој почеток е тежок. Тоа како лекција од животот го знаеме сите. Почеток кој што го иницираме сега е доказ дека постои подготвеност и пред се политичка волја за сузбивање на корупцијата и нелегалните финансии во регионот на Западен Балкан, и тоа преку вистинска регионална собственост. Пред да завршам, дозволете ми да се заблагодарам на сите експерти од надлежните институции од нашиот регион, кои изминатите неколку дена напорно и посветено работеа на финализирањето на текстот на регионалниот патокос. Благодарам на вниманието.